Вако, истражувањето штетна, а самиот збор е кратенка од штетни наративи. Истражувањето наречено штетна е замислено како лонгитудинално истражување кое што започна минатата година во септември со мониторинг и ќе трае до крајот на јули 2024 година. Истражувањето го спроведува Институтот за комуникацијски студии во соработка со научни истражувачи, со експерти за комуникации, медиуми, како и многу новинари и медиумски професионалци. Тимот е, би рекла, огромен, меѓутоа навистина многу стручен. Понатаму кога ќе зборувам што се мериме, ќе сватите и зошто е тимот толку голем. Меѓутоа крајно функционален. Во рамки на ова истражување всушност има два мониторинга, течат два мониторинга непрестано. Првиот мониторинг се однесува на следење на интернет страниците, официјалните интернет страници на политичките партии, кои што имаат повеќе од еден пратеник во актуелниот парламентарен состав. Се следат Facebook страниците и профилите на председателите на тие партии, како и сите членови на владата. Што значи дека ние следиме секој трети, секој четврти ден 10 интернет страници и 30 Facebook профила. Навистина да кажем една со огромна динамика, страшна динамика би рекла во однос на мониторингот и на следење. Вториот мониторинг кој што исто тече, он се одвива секој четврти ден и таму следиме телевизиски станици, 9 вкупно и 11 информативни онлайн медиуми. Ако целта на првиот мониторинг е да се види дали и како политичките партии произведуваат, креираат штетни наративи, целта на овој втор мониторинг е да се види како медиумите, како новинарите ги пренесуваат тие штетни наративи во овој медиумски простор. Ние следиме интернет страници и Facebook профили. Би се рекло дека има партии кои што воглавном ги користат и двата медиуми, и тоа би рекла паралелно. Малтене содржините што ги објавуваат на својата интернет страница ја објавуваат и на Facebook, на својата Facebook страница. Има одреден број на политички партии, помал број, кои што ја преферираат Facebook страницата, и има политички партии, најчесто албанските, кои што многу малку во суштина комуницираат на овие социјални платформи. Ја повеќе би рекла и други истражувања покажуваат дека сите политички партии во суштина ги користат овие социјални мрежи, меѓутоа за мене е поважно како ги користат. Буквално не ја користат онаа голема моќ на социјалните мрежи да остварат една директна, непосредна, лична комуникација со широката јавност. Тоа дефинитивно не го прават. Најчесто објавуваат ставови, мислења, праќаат пораки што се однесуваат на нив и нивна сопствена промоција, а неретко и да го оцрнат политичкиот противник.